Почитувани, поминаа 3 години откако извршувам функцијата градоначалник на општина Могила. 3 години заедно со мојот тим, советот, општинската администрација и комуналното претпријатие градиме чекор по чекор, работиме транспарентно и одговорно, а наша единствена цел е целокупниот развој на општина Могила и подобрување на квалитетот на живот во сите населени места. Општина Могила работи на реализација на бројни проекти од сите сфери на својата надлежност, но морам да напоменам дека сме соочени со бројни предизвици. Општината пред 3 години ја превзедов со 600.000 денари на сметка и долг од 28 милиони денари. Со успешно менаџирање, овие 3 години успеавме да го намалиме долговите на општината, односно над 80% од долговите на општината се исплатени. Успеавме да воведеме нови мерки и да реализираме проекти, активности за подобрување на условите за живот на жителите на општина Могила. Во однос на инфраструктурата, особено сум горд што општина Могила може да се пофали со голема градежна офанзива и рекорден број на асфалтирани улици. Се асфалтира главната улица Димче Могилчето, изградени се тротоари од двете страни на улицата за безбедно движење на пешаците и атмосферска канализација. Се изгради и холтикултурно се уреди кружниот тек, што Могила стана предпознатлива. Се постави ново улично осветлување, што центарот на Могила доби урбан лик. Асфалтирани се 3 улици во Српци, Беранци и Могила. Изградени се 2 улици преку Светска банка и Министерството за транспорт, улица Шевница во Могила и главната улица во Трновци. Исто така посебен акцент сакам да ставам на проектите што се реализираат преку развојната програма за асфалтирање на 30 улици низ целата општина, за кои договорите за имплементација се во тек. Ке се гради во селата Могила, Беранци, Српци, Ивањевци, Вашарејца, Трновци, Светотодори, Добрушево и Ношпал. И во село Мусинци се изгради улица до манастирот Света Петка во вредност од 15 милиони денари. Исто така значаен проект е изградбата на главен доводен цевковод за водоснабдување на селата Беранци, Долносрпци, Ивањевци, Светотодори, Подино, Трновци, Вашарејца, Лознани и Новоселани. Изграден е водовод до и во самата индустријска зона Петилеп, започнаа првите инвестиции во индустријската зона Петилеп, покрај изградбата на водоводот ќе продолжиме со инфраструктурно уредување на зоната. Направен е воветна работа за изградба на првата градинка во општина Могила со капацитет од 40 деца. Значаен проект за жителите на општина Могила. После многу напори и долги процедури, покрај сите обструкции и стопирања, ветивме дека овој проект ќе продолжи да се гради и многу скоро ќе имаме првата градинка во општина Могила. Во село Добрушево изграден е објект кој е наменет за претшколско образование и пензионерски клуб, каде најмалите и највозрастните ќе имаат можност за дружби и социализација. Во сите наши проекти се залагаме да бидат офатени потребите на сите возрастни категории. Во 3 фази изградена е канализациона мрежа во село Добрушево, што се изгради значаен дел од целокупната канализација, што поголем дел од селото е офатено и во наредниот период жителите ќе можат да се приклучат на истата. Да напоменам дека во овие 28 години изградена е канализациона мрежа само во населено место Могила, а во овие 3 години се обезбедени средства за канализација во село Добрушево и во село Ивањевци. Се градат 2 повеќе наменски игралишта во училишните дворови во Ношпал и во училиштето во Трап и Будаково, што младите ќе имаат можност да се рекреираат. Како дел од мојата предизборна програма, а со поддршка од новата влада предводена од ВМРО-ДПМН, одобрени се средства за изградба на спортска сала во училишниот двор во основното училиште Кочорачин во село Ивањевци, проект кој ќе создаде одлични услови за физичка активност на учениците, спорт и рекреација на жителите од околните села. Во 3 основни училишта изминатиот период се направија тековни реконструкции и замена на веќе дотрајани материјали. Се санираа дел од фасадите, зидовите, подовите, училниците и училишните дворови, доопремени се училниците со нови смарт табли, сензорно катче се опреми со дидактички материјали и сензорни елементи и е на споралагање на учениците во Браќа Миладиновци во Будаково. Во училиштето во Мусинци ќе започне реновирање на преостанатиот дел од училишната зграда во вредност од 6 милиони денари. Преку Министерството за економија планирано е поставување на соларни панели на училишниот кров на училиштето Кочорацин и во село Ивањевци и Браќа Миладиновци во Добрушево. Ке се направат термофасади и потребната реконструкција на училиштите згради. Ке се модифицира и затоплувањето. Ке се постават соларни панели и на спортската сала Илјо Лопатички во Могила. Салата ќе има централно затоплување и професионална вентилација. Во однос на социјалата, врз основа на предизборната програма и со одлука на Советот на општина Могила, еднократната финансиска помош за новороденчина секоја година континуирано ја зголемуваме. Во наредната година ќе изнесува 8.000 денари.
Веќе трета година обезбедуваме еднократна финансиска помош и прибор за првачињата, децата од социјалните семејства и децата со попреченост. Оваа година ја зголемивме на 5000 денари. Нова мерка од оваа година е за новосклучени бракови. Младите брачни парови добиваат еднократна финансиска помош од 12.000 денари, од наредната година ја зголемуваме на 15.000 денари. Сите мерки се со цел стимулирање и зачувување наталитетот на младите да останат да живеат во општина Могила. Работиме посветено и одговорно. Ги следиме сите повици за аплицирање на можни извори за надворешно финансирање. Обезбедени се средства за набавка на ново комунално возило за собирање на комунален отпад, грант од Јапонска амбасада. Тампонираме 20 километри улици, патишта во сите населени места. Со скромниот буџет не можеме да се дозволиме да ги асфалтираме истите улици, но решаваме повеќе децениски проблеми. Жителите повеќе нема да газат во кал. Могила е земјоделска општина и основната потреба на жителите е полесен пристап до земјоделски површини. Тампонирани се улици за пристап до земјоделско земјиште во должина од 12 км. Ова е голем зафат и повеќе децениски проблем. Континуирано секоја година во рамките на можностите ќе продолжиме да ги тампонираме и останатите полски патишта. Ова е проект на кој што сум особено горд. Потребно покрај тампонирањето исчистени се од водните канали и поставени се испусни цевки. Ќе продолжиме со проекти кои се во насока на подобрување на земјоделието, а секако и подобрување на економската моќ на земјоделците. Во комуникација сме со инвеститори за изградба на фабрика за преработувачки капацитет. Земјоделците имаат мојата целосна поддршка. На повеќе локации ги опремивме парковите со нови детски катчина, со крлешки, лизгалки, детски реквизити, кај не младите имаат можност да се рекреираат. Во Могила се изгради фитнес зона на отворено, се надогради со нови справи, дополнително се опреми детско катче. Во однос на спортот и културата, овие 3 години имаме рекордна финансиска поддршка за сите културни и спортски настани во општина Могила. Се одржува фестивалот на Дојот и Константин и Елена, единствен од ваков вид во Република Македонија, со богата музичка програма и голема посветеност. Општина Могила е генерален спонзор на традиционалниот турнир во мал фудбал, кој се одржува скоро половина век. Покрај развојот на спортските активности допринесуваме за афирмација на општина Могила. Трета година поред се одржува меѓународниот фудбалски 1-1 Могила куп за јуниори, за кој се потрудивме да обезбедиме сите услови за да ја представиме општина Могила во најдобро светло. Од постојањето на општина Могила, овие 3 години имаме рекорден број на спортски клубови кои финансиски ги поддржуваме. Од оваа година започнуваме целосно да ги покриваме трошоците на сите спортски клубови. Во 2025 година, со средствата од влада, што ги најави премиерот Христијан Мицковски, за општините ќе имаме историски најголема инвестиција во инфраструктура, ќе се гради водовод, канализација и изградба и асфалтирање на улици низ цела општина Могила. Со голем мотив ќе продолжиме да работиме честно, отчетно и домаќински за доброто на сите наши сограѓани. Наш приоритет е да создадеме локални стратегии со кои општината ќе се грижи за своите млади генерации да останат да живеат, работат, создаваат во општина Могила. Ви благодарам.